По сушниот период кој го зафати Струмичкиот регион, вчерашните врнежи може да донесат нови проблеми кај земјоделците. Болестите кај растенијата се шират брзо и експертите препорачуваат кај производството на отворено веднаш да се користат пестициди преку почвата и доколку е можно со системите за наводнување капка по капка. Кај веќе заразените култури кои не може да се лекуваат, за болестите да не се шират, потребно е нивно отстранување. На удар според агрометеоролозите се повеќе видови на земјоделски култури. Овие временски услови се особено штетни кај пролетните култури и градинарските, фуражните и окупните култури кои се во фаза на генеративен развој, односно секога има полнење на зрното и развој на плодовите, кои понатаму може да се одразат исто така на квалитетот на плодот и вкупниот принос. Најзагрозени се културите со плитокоренов систем, додека кај овошките виновата лоза состојбата е подобра, поради подлабокиот коренов систем, освен доколку не се работи за млади насади. Ваквите временски услови имаат негативно влијание, односно делуваат и на појава на растителни болести и штетници, така што земјоделците треба да си презема соодветни мерки за заштита. Агрометеоролозите предупредуваат дека само за 1 до 2 дена може да се уништи целиот род, зашто има премногу пламеница и пепелница, болести кои може да направат несогледливи штети на површините засејани со земјоделски култури. Регистрирана била и појава на житна пијавица, која тешко се искоренува затоа што житата се веќе искласани, вели Стефанова, агрометеоролог од Управата за хидрометеоролошки работи.